Инаку темата за денес, која што ќе биде веројатно во повеќе делови, носи наслов како да бидеш среќен. Можно ли е во ова време, денес, какво што е, да биде човек среќен со оглед на околностите, со оглед на случувањата во нашите животи и така натаму. Не е едноставно, но радувајте се, пак ви велам, радувајте се пораката од Павле. И ако можеме да посведочиме на овој свет за тоа во кого веруваме, тогаш не можеме да посведочиме со тоа што ќе бидеме кисели и нерасположени и така натаму. Туку меѓу другото и со насмевката и со среќата која што ќе зрачи од нас, исто така можеме да посведочиме. Доказите и студиите велат дека среќата зависи од нашите верувања пред се. Вообичаено луѓето среќата ја поврзуваат со она што го поседуваат, со околностите и така натаму. Значи, и кај секој од нас може би понекогаш ќе се јави по нешто, а уште тоа да го имам и ќе бидам среќен. Уште да се оженам и ќе бидам среќен. Уште, не знам, таква кола да купам и сигурно ќе бидам среќен. Или било, да, тоа. И се нешто фали, да. Значи, со нешто што го поседуваш, со околности и така натаму. Меѓутоа, среќата не зависи од вашите околности, туку од она што го верувате за околностите. Може така да се изразиме. И веќе стартувам вака со Авакум или Хабакук, 3 глава, 17 и 18 стих, познати стихови, кои што па и добро се погодени за ситуацијата во која што е светот и која што ја најавуваат од поодамна, криза и така натаму економска. Авакум 3 глава 17 и 18 Светото писмо ни вели: макар и да не процвета смоквата, а и да нема плод по лозјата, макар и трудот на маслинката да не успее, и полињата да не донесат храна, макар и стадото да е истребено од трлото и да нема говеда во оборите, че да нема ништо, тотална криза. Јас и тогаш, 18 стих вели, ќе се веселам во Господа, ќе се радувам во Бога на моето спасение. Радоста на Авакум овде нема врска со околностите, како што гледаме, нели? Много јасно е. Нема ништо, полињата се пусти, нема ни стока, ништо, значи тоа е целата економија во тоа време, значи. Земјоделието и сточарството, тоа било. Меѓутоа, тој ќе се весели во Господа на спасението. Доволен доказ за ова е тоа што имаме мноштво на луѓе кои што поседуваат се, што ние можеме само да сонуваме, и пак не се срекни, пак не се исполнити. И тука можеме сега да набројуваме некои филмски звезди, не знам, музички звезди, богаташи, познати, светски и така натаму. Да, и веќе спомнам, Борис Бекер, веројатно сте слушнале, на времето е еден од најдобрите тенисери. Јас на времето, значи од моето време зборувам, кога највеќе пратев и играв на некој начин тенис и фудбал, ми беше еден од омилените. Еве што е изјавил: го освои Вимблдон 2 пати. Сега Џоковиќ го има освоено 7 пати, Федерер 8 пати, мислам дека така нешто. Че он го освоил 2 пати. Мислам дека сега е во затвор, како што читав, заради неплаќање данок и така натаму, изигравање нешто на државата. Како и да е, значи, видите како му оди животот, каде е сега. Ама сега зборуваме за тоа време, кој беше популарен на прво место на АТП листата, го освои Вимблдон 2 пати, еднаш како најмлад учесник, тоа е точно,
некои 17, не знам колку години, бев богат, имав се што ми требаше, пари, коли, жени, буквално се. Но не сум среќен, немам внатрешен мир. Тоа е негова изјава. Мадона вика, незин изјава, мојата мизерија е длабока колку и среќата. Како сега тоа да го споиш едно со друго? Робин Вилијамс, сегавате на глумецот кој што го засмејуваше цел свет и се самоуби. Да. Значи го засмејуваше цел свет, а гледате како заврши. Сигурно не бил среќен, па така завршил. И мношто на луѓе. Се сеќавам во време на она економска криза 2008, која беше 9, така нешто. Кога се читаше за некој богат кој што имал, да речеме, десетина милиарди долари и изгубил 3-4 во таа економска криза и решил да си го одземе животот. Му останале 6-7. Не знаеме колку пари е тоа. И мнозина дошле до истата констатација и заклучок како и овие што ги читавме познати фаци. Се е суета на крајот на криштата, пари ли, богатство, не знам, популарност, се е суета. Па тоа Патем го рекол најбогатиот воопшто што постоел. Соломон. Цела книга напишал за тоа дека се е суета, книгата на проповедник. Да. Но како завршува таа негова книга проповедник 12-13? Да го чуеме завршниот збор за се, значи откако реди таму, не ти забава, не ти имоти, не ти се, бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Не е богатството или имотот или парите се, туку да се боиш од Бога и да му бидеш послушен. Тоа е се. Ке имаме за цел да разгледаме во оваа серија, не знам, предпоставувам 3 предавања, може би ќе видиме, да разгледаме 9, барем сега за сега, 9 изјави за среќата, поврзани со среќата, кои што ако ги имплементираме, ако ги спроведеме во нашиот живот, ќе бидеме навистина најсреќните луѓе на земја. Прво, јас не сум жртва. Ова е многу битно да го сватиме. Јас не сум жртва, затоа што мнозина сметаат дека се жртва во животот. Некои може би и се, навистина, меѓутоа ќе дојдеме до тоа. Меѓутоа често пати, дури и за најбанални работи и ситници, знаете, човек кој што се чувствува дека е жртва, тоа е најлесниот начин да западне во летаргија, во депресија, значи. Затоа што жртвата смета дека изгубила нешто неповратно. Таа е толку очајна. Таа е толку безнадежна. И сега најубав пример за тоа и за таквите кои што може би изгубиле, што за мај да речеме, некои пари, или не знам, што и да е од имотот нешто изгубиле, били изиграни, не знам. Или еве да речеме, јас може да се сметам дека го изгубив имотот од мајка ми, што е наследството, целиот. Од проста причина што не сакам сега да се влечкам по судови, да тужам таму и да чекам, едноставно се молам и чекам на добра волја на братучедите. Ако тие нешто, ете ги допре Божиот дух, па ете, може би нешто ќе остане. Јов. Што да кажеме за Јов? Ајде да читаме, да се подсетиме прва глава од 13 до 19. Јов е прва глава од 13 до 19. Видите какви случувања во животот на Јов. Еден ден, така почнува овој извештај, од 13 стих, еден ден, додека Јововите синови и керки јадеа и пие во куќата на најстариот брат, дојде гласник при Јов и рече: твоите волови ора, а ослиците пасеа покрај нив. Кога одненадеж савејците нападнаа на нив и ги грабнаа, убивајќи ги слугите со остар меч, единствено само јас избегав да ти го јавам ова. Првата лоша вест
воловите, ослиците му отидоа голем дел од неговиот имот. Рековме, тоа било економијата за тие времења. Додека овој уште зборуваше, видите каква секавична брзина, ова не е филмска брзина, ова е побрзо, ова е бурлески, да кажеме, нели, она брзина, ако се сеќавате на оние стари немски филмови, како брзо се одвиваше во неколку минути. Додека тој уште го зборуваше, тоа дојде друг и рече, Божи оган удри од небото, ги изгори, значи од небото паѓа оган, ги изгоре твоите овци и пастири и ги проголта. Единствено избегав јас да ти јавам. И овците отидоа. Претходно, нели, читаме од почетокот сега, да не се навраќаме колку тоа овци имал, значи илјадници. Неверојатен имотен човек, значи. И додека овој уште зборуваше, дојде трет и рече, халдејците удрија со 3-4 на твоите камили и ги грабна, убивајќи ги слугите со остар меч. Единствено избегав јас да ти јавам. Отидоа и камилите. И оде наш Јов, од такво богатство, сега нема ништо. Ништо од богатството. Сигурно немал во банка заштедено тоа време. Може би имал нешто дома, не знам, окей. Додека уште зборуваше, овој 18 стих, дојде четвртиот и рече, твоите синови керки јаде и пија. Сега ова е најтешкиот удар. Твоите синови керки јаде и пија, 10 на број. Пија вино во куќата на најстариот брат. И ете силен ветар се крена од пустината, удари на сите 4 агли на куќата, ја урна врз децата, па тие загинаа, единствено избегав јас да ти јавам. Јов е навистина жртва. Не е дека се чувствувал само како жртва. Страшна работа. Дори, што да мисли човек? 2 напади од непријателски сили, ама и 2 надреални несреќи, значи, мислам, надприродни, да, тоа сакав да кажам, надприродни, оган паѓа од небото и ветер, значи, тајфун некој, да кажеме, удира. И тој губи целото семе, значи 10 деца, сите таму илјадници, овци, камили, ослици, говеда, се што прочитавме. И одеднаш е само со жена му, така да кажам. Човек е во искушение да мисли овде дека Господ го фатил на пик, па сега удри. Па така испаѓа, значи сега како оган и тоа со секавична брзина. Значи во истиот ден, доека овој едниот зборува, достига другиот. Значи тоа се информации кои што Јов ги прима, да речеме во неколку минути, така да кажем. Ајде нека и 1 час, 2, не знам, колку трајал тој извештај од доека му се објавувало. 20 стих. И покрај сето ова што се случува? Тогаш Јов стана, ја расцепи облеката врз себе, што друго ќе прави, ја избричи главата и падна ничком на земјата, се поклони и рече. Што рекол Јов? Ова е клучниот момент. Зошто човек не треба да се чувствува, да западне во една таква ситуација, да се чувствува дека е жртва. Излегов гол од мајчината утроба и ќе се вратам гол таму. Господ даде, Господ зеде. Ова е клучниот момент. Ништо не е мое, Јов сватил. Ни деца, ни ништо. Ништо не е мое. Господ дал, Господ решил така, Господ земал. Благословено да биде Господовото име, уште го благословува. Покрај сето тоа Јов не сгреши, ниту изусти некаква навреда против Бога. Значи, тајната, за да не се чувствуваме дека сме жртва, е 21 стих. Господ даде, Господ зеде. Ништо не е мое. Јов не се чувствува дека Господ нешто му должи. Дека не знам нешто повеќе заслужува. Напротив, ако читаме Светото писмо, што ни кажува, што заслужуваме ние воопшто? Според тоа што сме нели грешници и така натаму, заслужуваме смрт, заслужуваме да не нема. Смрт, втора смрт, која станува збор за смрт. Да не нема, тоа заслужуваме.
Значи, се што е екстра над тоа е како резултат на Божјата милост. Така треба да гледаме на работите. Значи. И кога така би гледале на работите, јас мислам дека и треба, верувам дека поинаку би течел нашиот живот. Не би биле тмурни. Не е едноставно, ја не велам, поготово е деца да изгубиш така натаму. Меѓутоа, немојте да западнете во ситуација да се чувствувате дека сте жртва. Може да ве бутне во безнадежност, во очај, не дај Боже многу подалеку, значи, од тоа, депресија. Значи, треба да му бидеме благодарни на Бога што не ни наплаќа според гревовите, како што вели еден стих таму во Псалмите, мислам дека беше. Што не ни дава што сме заслужиле, туку ни дава ни пружа милост се уште, тоа е тоа незаслужено. Оно што не го заслужуваме. Но рековме, но што ако навистина сте жртва? Јов навистина бил жртва. Решението е пак тоа, меѓутоа мора да сватиме и едно нешто друго, дека некој беше жртва за нас. Исаија 53, познато пророштво од Исаија 53 глава, цела глава, месијанска глава, од 3 до 5 само ќе читам. Беше презрен, отфрлен од луѓето, човек на болката. Замисли си како титула. Човек на болката беше Исус. Свикнат на страдањата. Заслужи ли он сето тоа? Па беше човек кој што сите ги сакаше. Немаше со никого ништо замерка или секојаш мислеше добро. Меѓутоа беше отфрлен, беше презрен, човек на болката, свикнат на страдањата. Замисли си да свикнете на страдањата, тоа значи дека тоа се страдања кои што трајат. Цело време се тука и вие едноставно свикнувате. Од кого секој го отстранува лицето, беше презрен и за ништо го сметавме. А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, доека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Често пати се случува. Ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Па што му се случува такви работи? Сигурно Бог има нешто против него. Како што некој ќе ви каже, ви се случуваат некои несреќи, Господ ги казнел овие. Па тоа е човечкото. Но не е така. За нашите престъпи, 5 стих вели, беше прободен сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцеливме. Господ Исус беше таа ултимативна, таа најголема жртва за секој од нас. И дури ако сте жртва, дури ако сте во некоја ситуација животна, кај што навистина сте жртва, сетете се и храбрете се од тоа што Исус беше жртва за секој од нас и сите тие болки, сите тие страдања ги превзеде на себе. И преку неговите рани ние се исцеливме. Господ сака да не исцели преку неговите рани. Да му го дозволиме тоа. Значи, првата таа изјава, за да што треба да ја прифатиме во нашиот живот, за да бидеме среќни е да не бидеме жртва. Значи, ние не сме жртва. Мора тоа да го прифатиме како така. Затоа што ако мислиме поинаку, тогаш ќе западнеме во лоши води. Втора изјава. Не постојам за да бидам среќен, туку за да го љубам Бога и да му бидам послушен. Се ова може би е парадоксално, затоа што ако ова второто го држите, значи сваќањето е ова, луѓето бараат среќа, знаете, најчесто се во потрега по среќа, како што кажав на почетокот. Уште ова да го има, уште ова ќе бидам среќен. Не, ние не постоиме за да бидеме среќни, туку за да му бидеме послушни на Бога и да го љубиме Бога. А како резултат на тоа, како нус продукт или производ, ќе дојде среќата. Тоа е тоа. Значи, тоа е поентата. И еве да се подсетиме на едни стихови од Јован, Евангелие по Јован 15 глава, од 9 до 11, ќе ги читам првите. Овие стихови, потоа во Матеј имаме стих. Јован 15 глава, 9 до 11.
Како што ме возлюби Отецот и јас ве возлюбив вас, останете во мојата љубов. Значи Исус им се обрека на учениците и на нас денес. Ако ги запазите моите заповеди, ќе останете во љубовта моја, како што јас ги запазив заповедите на мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков 11 стих, за да остане радоста моја во вас и радоста ваша да биде полна. Господ кога дава исполнето целосно. Живот исполнет. Радост полна. На кој начин? Ако сте послушни, ако станете во мене, ако станете во мојата љубов, тогаш ќе бидете радостни, ќе бидете срекни, ќе имате полна радост. Значи, радост, среќата доаѓа како резултат. Не е цел самата по себе, среќата, туку е резултат на нешто, односно на послушност. И еве еден исто парадоксален стих, може би често пати го читаме, Матеј 16:25. Матеј 16:25 вели, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, но кој ќе ја изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Како го разбираме ова? Често пати го спомнуваме во контекст на ова што го зборуваме кога сте свртени кон себе, значи, барате среќа, не знам, уште да се оженам, уште не знам, ваа кола да ја купам или било што и ќе бидам среќен. Кога сте свртени кон себе, вие ќе изгубите душата. Значи, себичноста е убиство. Себичноста води во пропаст, Елен Вајд вели. Но ако сте свртени кон другите и кон Бога, значи, заради Него, ако ја губиме, изгубиме душата, значи, тоа е тоа. Значи, едноставно, ти си изваден од фокусот, па и ако ги земете двете оние скратени заповеди, што, како Исус нели го сумира законот, на прво место кој е? Бог, на второ место си ближните, на трето место си ти, сум јас. Значи, ако во фокусот ни се другите, ако во фокусот ни е Бог, тогаш ќе ја зачуваме душата. Чи идејата е дека среќата никогаш не доаѓа ако ја барате. Ќе барате и ќе барате. Иако ова, знаете, е дури основно право во Декларацијата за независност на Соединетите Американски држави. Сеќавате како вели таму, како и да беше, меѓутоа стремежот за среќа веќе вели е дефиниран како основно право споменато во Декларацијата за независност, слободно да се стремите кон радост и да го живеете животот на начин што ве прави срекни, се додека нели не правите ништо незаконско или не ги прекршувате правата на другите. Значи, тоа барање на среќа, дури и тамо е спомнато, меѓутоа среќата не се бара. Никогаш нема да бидете срекни ако ваша најважна животна работа е ако во фокусот ви е барањето на среќа. Никогаш. Како што кажав, среќата е нус производ, односно спореден производ, продукт на послушноста на Бога. Или среќата е награда, а не цел самата по себе. Па дури и оној стих во Матеј 16, 5 глава 36 или како беше, не ми текнува сега, меѓутоа го знаете стихот, најнапред барете го Божјето царство и неговата правда, а се друго Господ ќе ви даде. Се друго кое што ќе ви направи срекни, ама пред се затоа што првин го барате Божјето царство, знаете кој ви е приоритетот. На прво место ви е Бог. Пословици 29:18 е повторно мудриот Соломон што вели, Пословици 29:18. Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен, односно е среќен. Кој е послушен, тој е среќен. Значи, првата изјава беше дека ти не си жртва. Тоа мора да го прифатиме. Второ, дека не постоиш за да бидеш среќен, туку за да му служиш на Бога, да му бидеш послушен на Бога и да го љубиш. Тоа е сушто се едното исто, нели, како што читавме во Јован. Третата изјава, јас постојам, ти постоиш за да бидам благослов за другите.
Ева сега, нели, прво место е Бог, па потоа се ближните. Ако е така, тогаш ќе бидете среќни. Па вие самите знаете, сите ние сме искусиле кога ќе му помогнеш на некого нешто, кога дури ќе осослушаш, кога ќе... Има луѓе на овој свет, како што од неодамна зборувавме, може би една од најголемите пандемии е осаменост. Има толку луѓе осамени. Само што ќе му пристапите на некој, само што ќе го сослушате, може да му значи многу во животот. Да, имаат потреба од дружење, точно. Јован 13 глава, познати стихови од 14 до 17. Ги цитиравме од неодамна во еден друг контекст. Обредот на понизност, сушност. И така ако јас, Господ и Учител, ви ги измив нозете, и вие сте должни да ги миете нозете еден на друг. Да си служите еден на друг, со други зборови. Зашто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив јас. Вистина, вистина ви велам, слугата не е поголем од својот господар, ниту пратеникот е поголем од оној кој го пратил. 17 стих. Кога го знаете ова, блажени сте, срекни ќе бидете ако го исполнувате. Среката се состои, Елен Вајд кажува на многу места, во служењето на другите. Тука е среќата. Така ќе бидете срекни. Пословици 14.21 е го повторно мудриот Соломон. Греши кој го презира својот ближен, а блазен на оној, значи среќен е оној, кој е милостив кон сиромасите. Дали е сиромашен во прашање, па ќе му понудиш некој денар, нешто, ќе му помогнеш, еве, нека биде и храна и било што. Дали е, како што кажав, нели, осамен или така натаму, навистина се наоѓа среќа и радост и задоволство во таа служба на другиот. Што од тоа ако, да речеме, еве, јас, па вчера читавме баш таков материјал за богатиот младич од првото сведоштво, каде што сестра Елен Вајд кажува силни работи, значи. Силни работи кои што не знам колку ги разбираме, колку ние вложуваме во Божјото дело, тоа е прашање. Значи не станува збор само за богатите, оти таму текстот беше за богатиот младич, туку и за секој од нас. Можеме ли ние, дали можеме малку повеќе од тоа што даваме, да дадеме за Господа, за Божјото дело? Можеме ли малку повеќе од тоа што даваме да дадеме на некој кој што нема, кој што наистина има некоја потреба? Тоа е наистина убаво чувство и задоволство. И тоа не прави срекни, треба да не прави срекни. Значи, тука ќе завршиме првиот дел, само да сумираме. Прво, го видовме случајот со Јов, кој што навистина е, не знам дали постои човек, некој, може се случило на некој, еве, Украина или било каде, беснеат војни, да во еден ден го изгуби целото семејство. Се случува. Може би он е војник, пример, отиден на фронт, а овие дома, па паѓа граната и така натаму и сите загинуваат. Има такви случаи. Да, земјотрес, било што. Так. Има. Јов е, може би така, најсилниот пример во Библијата и често пати се навраќаме на него. И тој имал најголемо право да каже дека бил жртва. И се прашувал што е работата, значи немал поима што се случува во позадината. Значи такви надприродни случаи се случуваат, Господ ги дозволува секако. Зашто нели така бил муабетот претходно со Луцифер. Ги дозволува сите овие несреќи, но не се гледал како жртва, затоа што сватил дека тој нема ништо. Тоа се што го имал било од Бога. Господ дал, па ете, решил Господ дека треба да земе, па земал. Ништо не е моје, ништо не е наше. Значи, јас не сум жртва
Господ не ни е должен на нас, не знам што да ни дава. Ако требаше да ни наплаќа според она што заслужуваме, тоа ќе беше тешко нас. Второ, не постојам за да бидам среќен, да барам среќа во животот, туку за да го љубам Бога и да му бидам послушен на Бога. И трето, јас постојам за да бидам благослов за другите. Овие три работи, барем досега, ако ги имплементираме во нашиот живот, ако ги прифатиме како дел од нашиот живот, јас верувам дека ќе не направат среќни. Може би некои работи изгледаат парадоксални или не знам, не се одветни на оние мислења што ги слушаме и коментари околу нас, меѓутоа во многу што Библијата и вистината не мора да е логична. Еве и во пуката зборевме за колку било логично тоа што на Ева и било кажано и на Адам му било кажано дека кога ќе јадат од плодот ќе умрат, а потоа ја гледаат змијата, па и Ева каснала и не умира. Ниту пак виделе никаков доказ за смрт околу нив. И сето тоа ги збунило, не им било логично. А која логика ја наоѓаме, драги браќи и сестри, во четвртата заповед? Знаете ли дека на луѓето не ја прифаќат затоа што им е најнелогично? Ајде да не убиеш, ајде да не украдеш, да, има некој морал. Ама што сега мора во саботата на црква? Што сега мора саботата да ја држиме? Гледате какви се тестовите Божии, затоа и саботата на крајот ќе биде таков тест за целото човештво, како да речеме како тоа дрво што било во градината. Нелогично, плодот изгледал супер, убав за јадење, го каснала, па гледа змијата се фали дека и дал дарба на говор, тој плод. Значи, се зборува дека е окей, а Господ рекол не. Па затоа што Господ рекол така. Некојаш не може да барате логика. Господ рекол сабота е свет ден. Господ рекол во сабота ќе се сретнам со вас. Човечката логика и човечките гледишта често пати знаат да бидат погрешни. Така да и овие работи може би ни изгледаат нелогични. Како тоа се јас ќе бидам среќен ако се откажем од себе, не знам, ако кога цел свет е бара среќа, трчаат, па кој ја нашол ако ја бара? Така да нека Господ ни помогне во сето ова и нека Господ не води да ја најдеме вистинската среќа, затоа што овој живот е суетен и многу што, ако гледаме со очите на светот, ќе промашиме, значи ќе доживееме промашување. Сами од Соломон видовме, ако поминал нешто некој повеќе од него, значи имал доволно и забава, имал дори 1700 жени со 300 плюс. И што тоа? Каде ја нашол среќата? За да на крајот каже, се за човекот е во послушноста на Бога. Остајте вие сето тоа, и жени, и пари, и коли, и не знам што. Баталете таму среќа нема. Нека му е слава на Господа за ова вистина. Амин.